Дами и господа, добредојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. Еве сме во срцето на Скопје, во центар. Сакам да ви ја представам приказната на неверојатниот, единствениот Зоран Михајлов. Спортски новинар, коментатор, човек со 15 олимпијади зад себе, со преку 60 години кариера, со многу атлетски, светски, европски првенства, со многу коментаторски своји искуства. Неговата приказна нормално мораме да ја спекуваме во две продолженија. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас, одиме во домот на Зоран Михајлов и се наоѓаме со него. Веќе сте и пред вратава. Ајде, добро дојде. Битолченет во центарот на Скопје. Убаво да се поминаш овде. Благодарам. Точно така, Како сте ми? Битолченет во центар. Добре. Оди Овде некако. малку има врвулица вака, пошто е центар ова. Ама ве чува војска, така да бидете мирни. НАТО ве чува сега. Стражарницата им е тука. НАТО, мислиш, поради Поради тоа што сме генералниот секретар на НАТО кој е комшија овде, ама живее во Брисел. Тоа е тоа. Дали сте ми добри? Добро. Ме поканивте во домот, верите имам убаво дворче, па да одим и тамо да отвориме приказната. Ајде. Ке го видиме и дворчето. Ајде, Мишко, повели. Ајде, Чкозоки. Ајде, Мишко, повели. Фала. Многу врати ова, човече. Врати, како е ќе ти правено, кажам ова е- зошто. Ова се викат ју стандарди, вака се прави. Овие врати и оваа ограда најмногу се правени за внуката Марта која растеше, Да не бега? да не бега вака затвори, сигурен си. Ме чуди како уште згради не ви ни изградиле тука. Па кај ќе Се градат шегувам. ова? А ова го водат како градежно земјиште, викам ако може изгради тоа двор. А па може, не е проблем за тоа. А, Све убаво може. дворче, цвеќиња, ама ова вие веројатно кодите на светски првенства и на олимпијади, па сопругата се грижи за тоа или Се вие се грижи за грижите? тоа, а друго да кажам, овие неколку помаливе што се не овие поголемите, се од олимпијадата во Сочи донесени, таму еден Па како ги македонец. носиш? На момче му викам и него го прашам како, никако бе вика, ќе ги ставиме во вести, ќе ги завиткаме во куферот. Легни ги вака над стварите и Вака ги носевте од Сочи? од Сочи, ама мали беа, да, садници да. беа. И 10 донесов, 7 остана. Добро е. Мишко го знам, тој не е по фудбалот, по спортот. Добро, он беше и како новинар едно време. Новинар знам дека беше, мислам дека во Ајден беше едно време. Да, така? еден Сител почна, Да, па Сител па Ајден. Гора и сте так. веќе во фудбалот. Тој уште како дете на слики кој ќе го видиме дека Да. седи на Вардар. на клупата. Сега е на тука, Вардар. така? Знам нешто Сега е Литванија, тука, сега беше е во врата. Литванија, се врати и сега ќе видиме кај ќе продолжи. Нему му оставам да си одлучи и беа вака само за консултација. А, барат консултации? Како? Бара консултации? Па, нормално да барам. Почитува тоа што сум го Па минал. нормално, да. И знае дека може само добро да слушне нешто за него што би било, мислам, во изборот на клуб одење. А не му оставам самиот да се одлучи. Мислам, мешање во тактики, техники, не сум од тие. Јас си знам за себе, ама не го оптоварувам него. На крајот на преварот или другиот ден, ќе направиме муавет или ќе ме праша како беше ова, како беше ова одбраната, нападот. И тоа е. Пред да седнем и официјално, и да отвориме приказната. Колкава е жртвата ваша поголема на сопругата за тие отсуства, бидејќи нашава работа е така, ние мораме да отсуствуваме. Колкава е жртвата, колку знае тоа понежниот пол или во случајот сопругата да го издржи со две деца? За тој што патува, брзо минува се и убаво, пријатно и тешко, многу работа е во Сеул на Олимпијада, бев сам, можеш да замислиш. Летна Олимпијада полна со настани, тоа, а она веќе се навикна и во прво време кога престанав со тие, па бе, ама нема да одиш негде. Пак, абе викам ќе одам, ама некако порано. И така влезе таа во тој живот. Всушност ме знаеше уште од порано и знаеше што ја очекува. И Тоа е. тука нема Тоа е наша бегање. работа. Да седнеме, така? Ајде, Седлеве. фала.
Зорки Михајлов, Зоран Михајлов, наш учител, ако можам така да кажам, хроничар, еве, се договоривме една неверојатна биографија, 15 олимпијади, колку 60 години кариера, човек кој што бил атлетичар, кошаркар, па Ракометар, скијачко трчање на Мавровски меморијал. Не, и тоа? Да. И тоа 67 година. И после тоа, бидејќи Федерацијава скијачка на Македонија сакаше да го оживее тој Мавровски меморијал, ме ангажира да бидам селектор на репрезентацијата. И 70-та година еден македонец, Мите Смилевски, беше најдобро пласиран петти воопшто на меморијалите до тогаш. Велам, најдобро пласиран петти, дека првите 6 места до тогаш беа за словенците. Тројца во репрезентација на Словенија, тројца во ЈНА. Словенци се и после другите. Овој ги разви. Ја разби таа шесторка. Драго ми е што сте дел од овој серијал Мојот пат до успехот, бидејќи бевте атлетичар, но овој господинот овде, може и да го покажам, да не е само на камерите. Усаин Болт. Му кажавте дека сте били атлетичар? Па правевме муабет, му кажав, ама му реков ја во други дисциплини. Инаку видов, немав предиспозиции за спринт како што имаш ти. Со атлетичари одма на ти почнуваме. А и така е. И викам, затоа се определив повеќе од 800 метри нагоре, па стигнав и до 5000, па стигнав и до кросеви на 6000 за помлади сениори, така. Ова кога е? Со Усаин Болт? 2011 година на аеродромот во Сеул, на враќање од Даегу, од светското првенство во Јужна Кореја. И тоа светско првенство ќе опамти и тој и сите негови навивачи по тоа што беше дисквалификуван на 100 метри. Да. Избега и некако и мене ми беше сомнителен, не беше концентриран пред таа трка за да ги задоволи гледачите, одеше го праеше она неговото и тие работи. И еве и он ми вика, имате право, бев деконцентриран и отиде, ама вика, знаете што? И поминува едно црно момче, исто градено како него, на аеродромот кај што седиме. И го гледам, вика, па го гледам, вика, знам кој е. Па вика, кога ќе станеше тој светски првак, како трчав ја завчера во трката на 100 метри. Тоа беше Блейк, исто од Јамајка. И така. Некој ќе ги стигне неговите рекорди? Јас, како дете, ги паметам Карл Луис и Бен Джонс. Потоа имаше и друга ера, сега ова е некако незаменлив, кога Болт во прашање. И долго време ќе биде незаменлив, не гледам некој. Многу ми наверува во Лајлс, тоа е симпатичниот американец со косата долга. Се појави еден за Италија, настапуваше, натурализиран беше, да. Јакобс, тој беше олимписки првак во Токио. Да, ама толку, една и толку. Го снема. И мислам дека долго време ќе остане рекордот на Болт, затоа што за мене е недостижен, за други овие што ги гледам сега спринтери на ова во Диамантската лига. Некако не е тоа. Не е се близко до него. Тој уште во првите трки покажа тамо негде во средината на 2010-та, во првата декада од овој век. Во Пекинг потврди дека може да биде, меѓутоа во Лондон ептен се докажа на Олимпијадата. Сега, кога атлетиката во прашање, јас пред да ве вратам назад во времето кога атлетиката е во прашање, некако најдоминантен и најинтересен за гледање е момчето од Шведска, Дуплантис, скок со стап. Дуплантис, Тоа е неверојатно. За Усаин Болт, имам чувство дека можеше да оди уште повеќе да ја помине таа границата, затоа што некако, барем ние пред малите екрани го доживувавме дека
кога ќе стигнеше до целта, бидејќи тој правеше неверојатна разлика како да се опушташе. Ги ширеше изгледа тоа, рацете или? и чекаше да влезе Да. низ цел. Можеше да, мислам дека можеше, Па, уште некоја стотинка, не знам дали докај 8, под 9 можеше да оди, ама Па сега дали под 9 ќе можеше да стигне на 100 метри, затоа што во последните метри не чувствуваше опасност дека може некој, тој како ветар бегаше после 60 метри, правеше оној решавачки меѓуспринт го викаме, и тука не може никој да го стигне, и он задоволен од тоа што веќе го има првото место, златниот медал или рекордот, ќе пушташе рацете малку како да успори. Знаеш како птиците кога летаат, крилата да вака, закочи. за да се закочат, и он да одеше до крај така, меѓутоа немаше потреба, он виде дека доволно е тоа што го направил до тогаш. Зоран Михајлов, роден во Битоло. Да. Таму завршувате... Ништо не завршив Ништо? таму Одма само дојде? се родив. Да? Да, мајка ми Цветанка таму ме роди 45-та после војната, во првиот месец, во јануари. Татко ми беше шумарски инженер за време војната, работеше на подигнувањето на националниот парк Пелистер и она позната Молика, така што таму само од детството се сеќам на нешто, бидејќи веднаш после Втората светска војна беше префрлен во Скопје, им треба тога шумарски инженери и машински, све државата беше во изградба после воените години и сите беа собрани овде. И така што во Битола одев само додека беше баба ми жива, куќата ни беше покрај Драгор тука. Ама имате битолска, така? Вашата мајка е битолчанка? Мајка ми е битолчанка, куќата исто дедо ми ја градел. Татко ви битолчанец или? Татко ми охриѓанец и ја ги зафркавав често. Кој ќе седневме, во Ресен се сретнавте на пола пат од Охрид и Битола и на кај Преспа удривте и така сам. Двајцата беа супер родители, што да кажам. Татко ми беше строг, мајка ми попушташе и ја кога дете кој ќе почнеше да ме кара. Голи одевме од овде на плажа на Вардар, погаѓаме, немој бе, вика, Шешко е тамо, Вардар каков е, не бе, одиме ние дебармалци на Вардар. И така имаше и други ситуации кога ми држал предавање и добро беше што бил таков. Вие центарско дете? Цело време сте овде? Центарско дете? Па овдека во Скопје, значи од 45-та крајот, 46-та година, живеевме тогаш во куќа една, Народен фронт се викаше улицата, од паркот, од кај фонтаната кога ќе се тргне, нели има кругче, она го викавме Тенџер мало, ја сечиме Ленинова и од лева страна имаше едно 6-7 куќечки на 2 спрата, во една од тие бевме ние. Така да Гоце Делчев, школото ми беше близко и Njegош близко. Почна во Гоце Делчев, ама после дојде некоја територијална поделба, булеварот Јана тогаш беше, тие што се на булевар Јана од оваа страна во Njegош, Песталоци денесно, а другите оттаму во Гоце Делчев. И така тоа бе тие времења кога почнува во училиште. Инаку и тоа е по центар, центарско дете што викаш. Само некако Буњаковец се викаше тој дел, а овој дебармало. И се сеќавам на денот на Борецот 4 јули имаше надпревари меѓу дебармалци и овие од Буњаковец. Се собиравме на помошното игралиште на Вардар да гледаме Дончо, компанија сите. Интересни времења. Тие времења вака кога ги раскажувате, ние не ги доживеавме. Ние фативме нешто таа Југославија, меѓутоа многу малку, малтене од она што се сеќаваме, значи после смртта на Тито, другото се ни е бледо. Вие некако кога да имате тоа, да го имавте тоа безгрижно детство, бевте насочени на спорт,
Кога почнуваат овие први, како да кажам, моменти со спортот? Вие спортски новинар не сте замислувале, предпоставам? Не, па јас во Белград после земјотресот отидов да студирам на електротехнички и тогаш Електротехнички? Да. Не сум знаел. И тамо ме запиша од Партизан. Јас не знаев никаде факултетот. Чека, бевте во Партизан, така? Од овде отидов сметајки дека ќе трае подолго време кризата во Скопје, земјотресот беше 63-та, во јуни јас матурирав, 26 јули земјотресот. А 6 дена пред земјотресот трчав овде за Југославија на двомеч Југославија-Бугарија, атлетика на градски стадион. И јас како единствен од Македонија во репрезентативниот состав го кревав знамето тамо на стоење. Сајлите беа зрѓани, на бугаринот му викам, ако заглавам кога ќе се интонира химната, викам, помагај. Добро, вика. А тој крупен вака како тебе, фрлач на диск беше. И викам, помагај, вика, ич, не се секирај, ќе одигнем. Па малку, знаеш, крипем, успеам некако да го дигнам горе на тоа јарболот. Тоа беше ми само тоа времето со атлетика. Ова е Партизан, така? Ова е слика Партизан. Тоа е слика Партизан, ракомет, играв и ракомет, зашто се игравме тогаш. Чекај, како оди прво кариерата спортска? Атлетика? Спортска кариера, не атлетика. Атлетика си дојде по редот на нештата, бидејќи секој училиште тогаш имаше пролетен и есенски крос. Да, и нас не водеа на Да, крос. и одев на крос и првиот крос, ме победија. А и ме налутија, викам, ове есенскиот крос, јас запишам есента во училиште, викам, ќе видат, овој пролетниот крос, пак не победив. Бев меѓу тројцата трет и викам, есенскиот и почнав да тренирам посериозно и од тогаш ги заредив кросевите. Имам слика тамо од паркот кога трчавме крос и тие работи. И да ти кажам дека во крос трките имам едно, кој што сметав сега, може би не е бројката точно, не запишував тогаш се, 3 или 4 шампионски титули во младинска конкуренција, а во Југославија? Во Македонија, а 2 сениорски. Во Македонија? Во Македонија. Може би ќе имав повеќе, меѓутоа, Мишко, јас почнав рано со новинарство. Завршив гимназија и 64-та со Ристо Стиков, покојни, се среќаваме, не се среќаваме туку во куќата таму, кај што живеевме, на долниот кат од куќата, двоспратна беше, живееа баба му и дедо му, инаку гевгелиско потекло, и негов војко беше Камберски, првиот директор на Вардар филм, и тој одеше стално на утакмици на Вардар и јас како дете со него влегував. Кога не беше тој тука, влегувавме со некој. Чичко, да влезам со тебе, за рака ќе те фати и влегувавме. И ја така правев на Брегалница. Чичко може со тебе да влезам. Чичко со тебе да влезам. Чичко. И со војници може со... тоа. Брегалница тогаш играше втора лига. Не знам што беше тоа. Како не, тоа беше. И Стојан Жабата тогаш играше. Да. Така го викавме. И потоа од атлетика во Југославија игравте, се надпреварувавте? Сега за атлетиката да ти докажам, следниот крос победив овде на републичко првенство исто така, член на работнички атлетски клуб ни беше соблекувалната под тогашната јужна трибина. Бевме наредени ракометарите на работнички, јас затоа добро ги знам и Томановиќ, и Кратовалиев, и Јаца Милиновиќ, и голманот Џукиќ, и Брезовски, десното крило, и Мајрле што го измисли, оно Ерет Шут, сите тие. Тука бевме една до друга соблекувалните. Беа тие и кошаркарите, па ја тука, и таму, и вамо. И кошарка, и аката, се си играше? Па да, тука кошаркарите. И Лазо ми вика, ајде дојди ти малку да тренираш, уште пред да оди он да заврши кај доктор Аца Николиш во Белград, да дипломира. И
Играв таму, одев под Сабајле, немаше што да правам, ќе завршев со учењето и на игралиште. Таму Ацика Књазев го гледам шутира, ја ќе седнем, ќе застанев под кош, му ги враќам топките. По 100 шута. Имаше и беше најдобар кошаркар во Македонија. Играше за Југославија, за железничарска репрезентација, заедно со Драголјо Плазов. 57 година на Европско првенство на железничари во Брисел. Како памтите се ова човек? Сега памтам и друго, 66-та, кога веќе со атлетиката и се занимавав и не ја имав 2-3 години онака силни, експлозивни, што би се рекло во атлетиката, бев четврти на Европски крос за железничари во Инџија. Таму Љубиша Тарбоевски беше трет. Ова слика? Не, таа е од државно првенство за млади. Инџија, ама Инџија дека сме. Во Инџија, да. Па позната патека имаше Лее, ја вика, таму се држаа тие по-квалитетни кросеви, а таа слика што покажуваш ти е државно првенство за младинци, 63-та година. Јас ја водев трката. И тука еве сум, тука е Филиповиќ, Да, ми ја покажа тука. Павличевиќ, Дане Корица, малку се гледа главата, ова е Јокич. Ова си ти? Ова сум, Така? сега ќе ти кажа, вака насликава, втора позиција зад Филиповиќ. Ова? Најмалиот во средина меѓу двајца. Епа тој да. Да. Сум погодил. И водев трката и негде пред целта имаше една јама, не јама, него коканал беше, длабок, а до целта уште 20 метри. Сега за која трка? За ова зборите или за таа зборам, сега бидејќи сликата Добро. имаш во рац. И многу битна трка која многу ме разочаре. Паднав у тоа ендекот и во тој момент осетив нешто во кичмата, незгодно паѓање. И до цело 2 дотрчав. Први 6 оде за репрезентација за Балканијада во Истанбул, ја 7. Не можев од 2 до последен минал тие Радич, еден од Црвена звезда, после ептен другари бевме. И ја не влегов во репрезентацијата тогаш крос. Елица Змејкова затоа пак трчаше и беше најдобро пласирана југословенка во сениорската трка во Истанбул 6-та. Тоа беше и Абе прекинав за ова за исто у Инџија што зборувавте за во Инџија европски кров за железничари веќе на залез од кариерата, многу млад ја на 21-2 години почнав да се повлекувам од атлетика кога требаше да постигнувам резултати. И трчав, бидејќи работнички беше железничарски клуб, трчав да работе и ово во Партизан кога отидов, они викам, дај ќе одам на државно првенство, ама жал ми е за работнички, ќе идам со вас, во Загреб беше, ама да си трчам за работнички. И практично тие не стигнаа ни да ме регистрираат, денеска ме регистрираат, например, јас после недела дена се враќам за Скопје, бидејќи овдека горе-доле условите се подобрија и дека ќе почнат факултетите да работат од декември месец истата година и дојдов овде. А електро кај се запишувате? Тука или во Партизан ме запиша во Белград. Партизан кој? Атлетскиот клуб, атлетскиот, за атлетика зборува. Па таму работев јас скоро месец и пол со Фрањо Михалич. Фрањо Михалич беше втор на Олимпијадата во Мелбурн 56-та година во маратонската трка зад алжирскиот француз Мимун. На второ место Михалич и познат тркаш, па и покрај него малку се запалив и ја и други. И со Дане имам книгата негова Корица, сум разговарал со него, вика ја покрај Миха почнав и он ми ги даде првите програми за ова. И во книгата на Корица исто имам еден убав текст за Дане со слика све. Ептен сме другари уште од тие времења. Кај него и сум спиел еднаш и со Лазо Лечич, немаше хотел, да ние негде кошарка се враќавме, викам Дане, дај долазите, нема проблема и така.
И ја нареков ово и така беше крвава олимпијада. Моја прва крвава олимпијада и така. Дарко Панчев, првиот договор со мене го има подпишано тамо за во Вардар.